На само 12 километри од Куманово се наоѓа селото Орашец на регионалниот пат кон Свети Николе. Пристојно и мирно место за живење, село од густ и збиен тип. Станува збор за едно од поголемите и побогатите села во Кумановскиот регион. Селото преживува многу временски и историски моменти, но и покрај тоа станува убаво и привлечно место за живење за многу генерации. Во моментов селото брои околу 200 куќи и околу 105 домаќинства. Според последниот попис од 2002 година има 387 жители, претежно сите македонци. Статистиката која што е вода тамошните жители вели дека од 20 годишна возраст има 60 лица, а од 20 до 40 години има 30 лица, што значи дека во селото има прилично голем број на млади луѓе. Околу 60 ученика од 1 до 9 одделение учат во подрачното училиште Кочо Рацин од оваа и од соседното село. Училиштето има ново спортско игралиште, направено од страна на локалната самоуправа на општина Куманово. Игралиштето е со површина од 900 квадрати. Од неодамна во училиштето се заменети дел од старите дотрајани прозорци со нови. Средствата за тоа се обезбедени од буџетот на училиштето. Инаку станува збор за старо и руинирано училиште кое е во лоша состојба. Пошта, продавница, ветеринарна станица, водовод, добра патна инфраструктура се само дел од она што има во селото. Тамошните жители велат дека ги поседуваат основните услови за живот кои се потребни за едно семејство. Во селото има месна заедница. Месната заедница си има свој дел за работа, направија неколку тела, направија неколку одбори, одбор за црковен одбор, комунален одбор направија и одбор за одржување на манифестации, спортски активности и од културниот дел. Јас спадам еден од членовите во тој третиот дел, во одбор за одржување на манифестација, спортски активности и културните. Селото има изградено селски водовод од со помош на општина Орашец кога беше пред укинувањето. За 120 домакинства има приклучоци, раководи лице со него, уредно е, во секој време имаме вода, чиста вода, добра вода за пиење. Има, како што реков, наидовте да видите објекти во кои се во распаѓање, не знам кој што ќе преземе мерки за нив. Правиме напори у месна заедница, не знам, Пуштија има писма таму, доаѓа комисии, гледа што ќе прават, како да прават. Друго, во селото имаме комуникација со градот, ние во секој ден на домет. На секој сат имаме по
по едно возило за град, натаму и намо. Имаме еден мини маркет со кој сме задоволни целото село, добро снабдени во секое време, значи може само да се пофалиме. Мислам дека во ова време, каде живееш и да имаш сите услови, е тешко во ова време, ама ете ние како Орашец имаме до сега. Имаме амбуланта овде која не работи, значи покушуваат да отварат и други луѓе, но свак си знае се, докторите знаат колку ги е нив степен на работа, за својата екзистенција и така. Моментално во Орашец е ладно време, може сами преку вашето снимање цел ден одевте тука, не идевте да видите луѓе, има живос, ама денот е ладен. Ги прекаравме зимските слави, што да ви кажам, новогодишни празници, поздрав до сите луѓе, божичните празници. Покрај проблемот со канализацијата и неколкуте руинирани објекти кои се наоѓаат таму, жителите на селото велат дека немаат некој поголем проблем и недостаток. Село нема лоши услови за живот, може би подобри од градски услови е, можеш да чуеш ако гледаме селски услови на живот. Било живина, било свињарство, сточарство, краварство. Јас работам приватно во граѓевина, сум со граѓевинарство, кога најдам работам, кога не, седам така и но во село Во село има делимично основни услови за живот. Има и многу пропусти што може да се направи, да се допреми, да е задоволно селското становиштво за живот. Имаме ние дел од инфраструктура изградено, патиштата нешто има асфалтирано тука, имаме добиено водовод од меѓународна заедница некоја. Може би нешто околу канализацијата, сега модерни времења сите имаат потреба од такво нешто за канализација, за одвоз, за местото нема добра местоположба за одлевање на тие фекални води на тие работи. Тоа може би најголем проблем е околу канализацијата и некои уште поситни така работи, но тие не се толку битни. Има доволно слободни објекти кои се пред распаѓање или се распаѓаат, нема кој да поведе ред, кој да ги преземе тие објекти, да земе да ги обнови, да направи некои работни места. Сега за сега така стоиме на слеп колосеки. Тоа имаме старо школо кој има огромни објекти, имаме дом селски кој има многу исто објекти, слободни простории, големи простории, може било што да се направи нешто, дали козметичка, дали чевларска, некоја гранка или преработка на други некои прехранбени работи или магацински простори да се користат. Но селото еве како остана од постоењето на општината Орашец, тогашната општина Орашец, се распадна и тоне. Одиме кон понора, не да се издигаме. Малку испадна пасивна средина, доста активно село, со огромен дел на жителство, кое емигрира, отиде во таму приградските населби, во скопските населби. Тука остана многу мал број на луѓе, работно способни, претежно стари луѓе, пензионери, пензионерки, млади луѓе немаат. Нема ни доволно некои од културен аспект да се доведуваат некои тука од
некои тие друштва културно-уметнички да има некоја културно забавна програма, некои активности од културен аспект или од спортски. Имаме еден фудбалски клуб. Тоа е што има во селото, тука се зближуваме, се видуваме, можеби во 2 недели еднаш со поедини луѓе, бидејќи секоја втора утакмица е на гости, другата е тука на домашен терен и тогаш се видуваме. А едно време имаше тука по овие улици врева и од деца, и од млади, и од постари. Имало живост во селото. Сега тоа е веќе нула. Жителите на селото Арашец воглавно се занимаваат со земјоделство и сточарство. Речи се и да нема семејство кое нема свој пластеник, па макар и за своји лични потреби. Скоро во секој двор може да се најде нешто од добиток. Кравите и овците се најчестиот добиток таму. Претежно луѓето се занимаваат со земјоделие, али може слободно да кажам дека сите си имаат своја работа, екзистенција и селото е во стагнирање моментално сега. Своето миграција си го направило своето, сега сме тука во овие години, некои има се оселуваат, некои во селото, ви реков, има 2 асфалтни пата. Селскиот живот е убав, но овој сегашниот многу се разликува од порано, велат постарите жители. Порано беше малку другше живот, сега е малку другше. Нешто може да е болje сега, да сме повесели, не може да бидеме, напред сме биле повесели малку, а сме биле посиромаси. Сега некако времето некако не е баш добро како што треба за сите. Оправијам по добро, ама селото наше запусти, иде удале не угоре. Кажа овие приески дека општината иде окумано, комуна беше. Полицијата иде окумано, останава ветеринарна имаше, доктори наши дека легава, тој спиева, имаше и собој све. Направиме овој болницу. И тој све окумано, сега на 2 дена дојде, на 1 ден поправо, не дојде. 2 сата прегледа некоцина, отидеше. Ми сме тако останали малку без... Какво ли е да се живее во село? Може се живи кој работи, во село може се живи.
Со што се занимававте вие како помлад? Од се помалку. Нешто од дома те баш произведемо компири, произведемо те работе зеленчук. Па речи од пензичко и тако живееме што веќе. Да, еве порано со што со земјоделство, Понапред смо само сточарство. Орале Што чувавте? па чуваваме овце, чуваваме волои, орамо с волои. После купимо трактори. Ајде с трактори почнемо да оремо. Све поре смо преше. Саќе најболе, најлак живот. Имамо водоводи, имамо све, струи имамо. Напред не имало ништо. Убаво е да се живее во село. Може се живи, само те тој да дава малку, да не малку подсиќа, малку и да вија големите. Ние смо ставиле светенику, па може имам по 20 гостера. Данаски нема да дојде ние да посети. Секој гледа работа, секој гледа тако и само ќути и никој гости не гледа тој ремонт. На све А тројци. селските слави? Селски слави се тројци ставиме. Овдека е бил наш двор пун игранка, сред целото чело. Тој све имало по 5 пара, по 6 свирачи имало. Цел дан и ден и ноќ. А сега Баш. има ли? Сак не знае која е слава е. Никој да дојде. Тој е огинено и тие работе. Због тако и тој. Едно луѓе бегаше по работу, по Скопје, кој куде па тие работу гледа да заработи нешто, гледа да заради. Едно, чим намале едни и другите готово еден по еден и село е намалено много. Ние кога сме учили, училиште е било доста слабо. Ми сме писували с крижульки. Знаете што е крижулька? Пиши, бриши, братат нема оловка, па тие крижульки набави. Тоа сме писували. За разлика има од сега. О. Учениците тогаш и сега. Саки тоа време е било многу друше. Саки за ученици многу добро. Носи ги, вози ги од села до нас, од 4 села, ама ученици малку. А се сеќавате ли на времето кога имаше повеќе ученици? Па ја кога сме биле, ние кога сме училе, имало е тајке доста деца. Од моја става имало преку 20 деца. Кој е мушки, кој е женски. По 20 деца имало. По други, ето ја ако сам преразред, од моја става, тој имало по 20 деца. Значи, до 4 разред. После пошла отворише гимназија. Гимназија кад поштише, ја имаше 11 години, 12. Одиде по овци, не сум у гимназија, тако си остана без гимназија. После, кад бидна у одбор школски, имаше деца, навика, ти мора да биеш одма. И 10 години сам бил у одбор, така сме муку виделе с ученици. 700 деца. Комуна беше, милиција беше све овде. Овие зграду преиму врз учители. Оздоле е продавница, пекара, леп да се пече. Комуна голема. Овие згради ги преиму све тој правено колук. Никогаш не треба да се заборави од каде ти се корените, порачуваат постарите жители. Постојат многу семејства кои се одселиле од селото, но има и такви кои се вратиле таму и го продолжиле својот живот на село. Има и такви кои направиле викендички и слободното време го поминуваат во селото. Освен типичните селски куќи, таму има и нови модерни куќи. Чистиот воздух, поволната клима, плодната почва и близината на селото со град Куманово го прави да биде живо.
Василица во кумановското село Рашец се слави со децении наназад. Празничен василичарски амбиент. Василичари, или како што тие се нарекуваат джамалари, од рано наутро започнуваат со еден традиционален маскен бал. Раздвижено и весело. Селото се буди со песна, со чукање од врата на врата, со честитки и желби за добра среќа, здравје и бериќет на година. Сите прославуваат и тоа трае со години. Се предава од прадедо на внук. Джамаларите сите заедно одат од куќа на куќа, пеат песни, играат ора. Домаќините ги даруваат. Невеста, младоженец, кум, баба и дедо, лекар, поп, мечка, се само дел од маските кои беа присутни таму. Според народните верувања се смета дека джамаларите маскирани ги истеруваат лошите духови од селото. Времето си го прави своето. Зима е. Сме изненадени од гостопримство на сите домакини, на сите невести, снашки и баби. Значи, иако мислеа дека ќе се откаже од времето, традиција се и си продолжува. Ова представува едно негување и продолжување на традицијата што се наоѓа, од која јас сум учесник 35-6 години, без ни една година немаме прекинато. Имаме тука во самите джамалари имаме личности од секојдневниот живот. Имаме и доктори. Да, во секој случај. Имате учествувано некој? Да, имаме учествувано на повеќе во повеќе градови, во Свети Николи име, во Струмичкиот карневал, во Скопје, во Куманово, и лани да кажам дека во Прилеп бевме на Прилепски карневал кој земавме учество од 65 групи со 2000 учесници, ние бевме трето место, освоено за традиционална групна маска, маски од секојдневниот живот. И бевме изненадени со една парична награда кој со тие пари сакаме нешто да си купиме да ни остане како спомен од таму. Поедно може да кажам, сме поканети во Бугарија, Унгарија, Румунија, а сега во Риека сме поканени. Значи да одиме заедно со ними, братоимени сме на карневал, исто во Италија, во Грчка. Джамаларите од Орашец овие денови беа на карневал во кавадаречкото село Расава. Таму тие ја представија својата традиција и се збратимија со нив, со цел и во иднина да проложи нивната соработка. Тоа се зад мене мојата група, джаламари, ресавски джаламари, кои датираат негде може од 100 до 150 години. Од колено на колено секоја година традицијата се продолжува. На 13 према 14 оѓенот се пали некаде кај 17 часот навечер, се гаси дури на 14 некаде преквечер. Групата се збира сабајле таму на оѓенот, од таму после одат по село, и ги даруваат нормално, у секоја куќа се си има невеста, си има баба, си има поп, си има джаламари, они си играт, нормално ќе ги пречекат дома. После тоа вечето, се што збираме по селото и вечето во една куќа, сите джаламари заедно ќе си седат, ќе си направат веселба. Иначе нашите вако денови се во паганските и таму се е дозволено, знаеш, од насилство, од тепање и тие работи, знаеш. Добро сме примени до сега, понатаму ќе видиме, знаеш. Некте не беа гости кај нас во Ресава, затоа ги примиме, они сами ќе кажат за тоа
си направи една добра забава. Сега сте тука и ние сте веќе избратимини. Иначе нашата група има патувано некаде скоро ни сите Југославенски републики, Италија, Бугарија, Хрватска, во Македонија да не правиме муабет. Било каде имало, сега сте присутни. Во Битола, во Струмица, во Прилеп, во Берово, сега ќе одиме на 20 во Берово, во Ратево, село Ратево. Постарите жители од селото се среќни што оваа традиција се продолжува, а особено што младите имаат голем интерес да се вклучат во маскембалот. Џамаларите од селото Орашец во иднина планираат да основаат свое здружение за кое се убедени дека ќе функционира многу добро. Приказната за селото Орашец е голема. За историските, верските и спортските објекти бидете со нас и во вториот дел од емисијата.